Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската програма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата од Ньюкастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Велик ден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Понеделник 10 март се оди во следните населби за кршевање на вода по домовите. Хамилтон, вторник се оди во Тајзел, Излингтон, Мајфил, среда се оди во Џорџтејн, Уарабрук и Уарата, четврток во Джезмон, петок и сабота Мерилен. За другите населби ќе најавиме во наредната радиопрограма. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сат после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После тоа се дава ручекот. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Нешто за школото и за нашата игрорна група Стив Наумов. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови. Да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку танц. Дојдете секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот Македонски културен центар на 14 Скул Стрит, Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави, пошто танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и други. Четврто, научете нови ора и начин за како да се приклучите за свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство, сите возрасти, вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрастни, се добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда
од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар во Њукастел. За повеќе информации околу ова, обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Њукастел. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Њукастел може да се платат својата чланарина за ова година 2025 по $10 по лице. Исто така, чланарината може да се платите и за македонската заедница при Македонскиот културен центар овде во Њукастел по $15 по лице. Се одржува игранка по повод големиот христијански празник Великден, и тоа во недела на 21 април во нашиот македонски културен центар Њукастел. За повеќе информации ќе најавиме во наредните програми. Австралиска турнеја 2025 година се организира концерт овде во Њукастел во сабота на 3 мај во нашиот македонски културен центар со најпопуларните од наша убава Македонија, а тоа се Борче Наумовски министерот, Анета Арсовска, маестро Кирил Стојчевски, Стивен Стојчевски и Гоце Петревски Бананата. Сите сте добро дојдени. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 68 4649. А полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 26 и недела на 27 април. Драги слушатели, се надеваме дека се наоѓате во пријатна атмосфера со вашите најблиски покрај звуците на нашата радиопрограма. Исто се надеваме да сте во добро здравје, а ние, од овде со песна и оро, од срце ќе ви посакаме среќен ден. А сега нешто да проследиме од вестите од Македонија. Се води анализа колку се сериозни заканите од ДУИ и дали коалицијата е пред распад. Заканите на Ахмети за бојкот на локалните избори ќе значат и препорачување на демократски процеси во државата, смета дел од експертската јавност. Најавите за вовед во политичка криза го стават во незавидна позиција и со партнерите кои според познавачите нема да го одбранат најавениот бојкот ако се уверени во победа на локалните избори. Ахмети не е во комотна состојба ниту со распределбата на имињата со кои ќе трча изборната трка. Се погласните информации дека во Мала Речица не може да се откажат од Рами Смерко за местото во Струга, а тоа го налутило и села кој се заканува со бојкот ако од игра не биде исклучен Мерко. Различните апетити на коалицијските партнери може да значат и закана за единството во Европскиот фронт, сметат експертите. Ахмети и интегративците се заканија дека нема да дозволат да се постават кутии за локалните избори доколку се допре законот за јазиците. Лидерот на ДУИ ја повика коалицијата вреди да ја напушти владата и заедно со локалните да се одржат и предвремените парламентарни избори како најдобро решение за излаз од политичката криза. Мицковски вели: ни го распродаде македонскиот јазик, а сега се зборува за албанскиот. Тоа не може да бидат услови и на тој начин не се води политика. Премиерот ги отфрли заканите на ДУИ за бојкот на локалните избори. На Османи и Ахмети од Скопски и Лиден им прати лична порака. Премиерот вели дека за заканите на ДУИ веќе е запознајата целата меѓународна заедница кој изразила загриженост за обидот за притисок врз Уставниот суд. Институциите ќе спроведат избори и дали ДУИ ќе учествува на нив. Мицковски вели дека не е негова работа. Лидерот Ахмети минатата недела и подпредседателот Османи вчера се заканија дека ДУИ нема да дозволи да се одржат локалните избори, бидејќи според нив албанците биле деградирани. Се заканија со тешка политичка криза доколку Уставен направи интервенции во законот за јазици. Последен пат ДУИ излезе на улица токму пред Уставниот суд да го брани албанскиот јазик. Протестот траеше кратко. Интегративците се повлеко истиот момент кога Артан Груби беше ставен на американската црна листа.
ВМРО ДПМН нема да дозволиме повторно македонскиот идентитет да биде предмет на политички пазарења. Ова влада ќе исправи државата на патот на вистинските европски вредности со зачувување на нашиот јазик, култура и национален идентитет, велат од ВМРО ДПМН. Бујар Османи и Зоран Заев, односно ДУИ и СДСМ, направија се што можеа за да го разнебитат македонскиот идентитет, да ја распродадат државата и да ги прифатат сите уцени што ни беа поставени однадвор, велат од ВМРО ДПМН. Овие срамни ликови и ентитети не само што се согласија македонскиот јазик да биде ставен под прашање во рамките на преговарачкиот процес, туку и ја прифатија срамната бугарска диктатура врз македонската историја, култура и образование. Бујар Османи, кој денес се обидува да зборува за македонскиот јазик, е истиот човек кој, како министер за надворешни работи, го потпиша почетокот на уцените, подговорајќи терен на национално понижување. Заев и Османи беа тие што ја прифатија преговарачката рамка, која ја загрози македонската самобитност, ставајќи ја во рацете на други држави, велат од владечката партија. Од ВМРО ДПМН порачуваат: народот не заборава. Токму тие ја отворија вратата за сите уцени и за сите условувања што следеа. Додека ВМРО ДПМН се бори за Македонија како самостојна и суверена држава, СДСМ и ДУИ се бореа како да ги задоволат туѓите интереси на штета на граѓаните. ВМРО ДПМН нема да дозволи повторно македонскиот идентитет да биде предмет на политички пазарења. Ова влада ќе исправи државата на патот на вистинските европски вредности со зачувување на нашиот јазик, култура и национален идентитет, велат исто така од ВМРО ДПМН. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби, честитки. Со песната Господ Син ни подари. На нашите сакани и поштовани керката Кате и зетот Елајџа и внуката Мила му честитаме новородениот син и брат Ливој Ханта, а на малиот му посакуваме здравје, среќа и безгрижно детство. Овие убави желби се посакани од се срце од таткото Илче, мајката Елизабет и сестрата Наташа, сите Филиповски. Da se pije, oro da se vije, želba mi se ostvari, Gospod sin mi podari. Dajte da se pije, oro da se vije, srce mi se razjali, ne sobiv naslednik. Svega mi je sine, pona duša ta, ima koji kemija, krepi kućata, Vičentina majka, gordo statkova, za dedo i baba, radost golema. Što je redot, ime to na dedo, a od baba poračaj, da ti me si pogača. Kako što je redot, ke te dari dedo, ke fotku je vručeto, da mu nosi ime to. Svega mi je sine, pona duša ta, ima koji kemija, krepi kućata, Vičentina majka, gordo statkova, za dedo i baba, radost golema.
Dajte da se pije, oro da se vije, pa kada produžime, ušte da se množime. Dajte da se pije, oro da se vije, cite da ve prečekam, veselina kršteka. Сега ми е сине, полна душата, има кој ќе мија, крепи куќата. Вичен ти на мајка, гордо таткова, за дедо и баба, радост голема. Со песната Чедо ми се родило. На поштованите сестрата Кате и зетот Елајджа, како и внуката Мила, од се срце му го честитаме новородениот син и брат Ливој Ханта. Исто му посакуваме на милото внуче среќно и весело детство со неговите сакани. Овие искрени честитки се испратени од братот Пеце, сната Ребека и милите внучиња Ајзек и Ноах Филиповски. Со песната Гордост моја, сине мој.
Братот Јовче, сната Викторија и милата внука Нија Рајс Филиповски со наискрени желби и честитки му го честитаат новородениот син и брат Ливој Ханта, на Кате и Елајдже и на внуката Мила братчето, а на малиот Ливој Ханта му посакуваат добро здравје, убава среќа со сите негови најмили и најблиски. Да го проследиме уште една соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Велик ден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Понеделник, 10 март, се оди во следните населби за кршевање на вода по домовите: Хамилтон, вторник Тајзел, Излингтон и Мајфил, среда Џорџтејн, Уорабрук и Уарата, четврток Џезмон, петок и сабота Мерилен. А за другите населби ќе најавиме во наредната радиопрограма. Продолжуваме со вашите желби и честитки со песната Син ми се роди. Војкото Димче, војната Летка и брачедите Аце, како и Јулијана, со зето Тони и малиот Јонас, испраќаат искрени далечни честитки од убава Македонија по повод новородениот син
и брат Ливај Ханта на внуката и братучета Кате со зетот Елајджа, а на Мила честито убавото братче. На малиот му посакуваат весело и среќно безгрижно детство со најблиските. На дедото Илче, бабата Елизабет, со цела фамилија Филиповски честито убавиот внук. Сега ќе слушнеме една убава песна Македонски народе во изведба на Борче Наумовски, министерот, кој доаѓа овде во Нјукастел на 3 мај во сабота. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Namasite, na oroko so našite I svetovcem ni se čudi kakva si nuva Makedonečtom zapesa I gruva Makedonski narode ni svetu kade I da ste Igrajte vo ritmu duri krepak nosete Ubav moj narode Najličen od pamtivek I korisme nije Boži Makedoncite
нека заиграме, сите ние да запееме мераклиски песни наши нам и убави за душата, за младоста и љубовта. И светот цел ни се чуди каква си нува, македонечтом запе заигрува. Македонски народен и светот каде и да сте, играјте во ритмот, дури крепат носете. Убав мој народе, најличен од памти век, икони сме ние Божи македонците. Македонски народен и светот каде и да сте, играјте во ритмот, дури крепат носете. Убав мој народе, најличен од памти век, икони сме ние Божи македонците. Македонски народен и светот каде и да сте, играјте во ритмот, дури крепат носете. Убав мој народе, најличен од памти век, икони сме ние Божи македонците. Нашта сота македонска само една е. Следува убавата песна на Анета Арсовска. Песната носи наслов Поздрав носам Македонијо. Анета доаѓа заедно со Борче Наумовски, министерот, овде во Њукастел на 3 мај. За карти кај мене јавете се на 0411 673 073. Да ја слушнеме убавата песна на Анета Арсовска. Добро вечер, добри луѓе мои, уште еднаш песната не спои. После толку години пак тука, и од радост срцево ми чука. Роднини, пријатели мои мили, само да сме здрави, да сме живи. Денес малку постари од вчера, да ви пејам, срцево ме тера. Поздрав носам Македонијо, еј од сите наши градови, ајде сите да запеме, сите сложно да живееме. Поздрав носам Македонијо, еј од сите наши градови, ајде сите да запеме, сите сложно да живееме. Добро вечер, добри луѓе мои, секој од нас има грижи своји, но на лице насмевки да видам, со вас ноќва среќна јас да бидам. Роднини, пријатели мои мили, само да сме здрави, да сме живи. Денес малку постари од вчера, да ви пејам, срцево ме тера. Поздрав носам
Да го проследиме уште една соопштенијата од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов во домовите и осветување на водата. Понеделник, 10 март, се оди во следните населби за кршевање на вода по домовите. Хамилтон, вторник, Тајзел, Излингтон, Мајфил. Среда, Џорџтаун, Уорабрук, Уарата. Четврток, Джезмон. Петок и сабота, Мерилен. А за другите населби ќе најавиме во наредните радиопрограми. Да проследиме неколку од соопштенијата. Соопштение за школото и за играрната група, овде во нашиот Македонски културен центар. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку танц и оро. Дојдете секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот Македонски културен центар на 14 School Street, Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се приклучите и придружите. Поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идните генерации. Запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и други. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница, преку ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, склучувајќи ги најмалите, деца, млади и возрастни, се добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот на вечер во нашиот Македонски културен центар во Нјукастел. А за повеќе информации околу тоа, обратете се на Facebook страницата на Македонската заедница овде во Нјукастел. И уште еднаш соопштенијата од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Понеделник, 10 март, се оди во следните населби за кршавање на вода по домовите. Хамилтон, се почнува од Хамилтон понеделник. Вторник, Тајзел, Излингтон и Мајфил. Среда, Џорџтаун, Уорабрук, Уарата. Четврток, Джезмон. Петок и сабота, Мерилен. За другите населби ќе најавиме во наредните радиопрограми. Нешто и од вестите. Мицковски вели: и во 2025 година очекувам висока бројка на странски директни инвестиции. 2024 година ја завршивме со рекордно историско ниво на странски инвестиции и ова година исто очекувам висока бројка, изјави денеска премиерот Христијан Мицковски, одговорајќи на новинарско прашање. 2024 година ја завршивме со рекордно историско ниво на странски инвестиции од 1 милиарда и 255 милиони евра, со што повторно по глава на жител сме држава со најголем број на странски инвестиции во регионот. Можеби на некого не му одговара, но тоа е факт и повторно за многу кратко време ја консолидируваме, се консолидира таа политика и таа политика ќе продолжи и во годината која што следи, бидејќи посебно во последните недели имаме голем бран на компании кои што се заинтересирани да инвестират овде во Македонија и во слободните 3 зони, но и надвор од нив. И навистина сум пресреќен, тие познаат дека ова влада води
пробизнис политика и сака да одржува отстварање на нови работни места, добро платени места. Впрочем, и сега мора да се добро платени работниците и работните места, бидејќи конкуренцијата на пазарот на труд е немилосрдна, но добро е што има доверба и ова година исто очекувам висока бројка. Не би сакал сега да лиферувам со бројки, но знам дека една инвестиција почнува со работа овој месец, другата почнува со работа во Штип во април месец, во мај ставаме камен темелник, во јуни повторно камен темелник. Така секој месец една до две ќе има или пуштање на употреба или камен темелници на нови инвестиции, изјави премиерот Мицковски. Тој информираше дека во месец јуни ќе биде поставен темелник на инвестиција вредна 500 милиони американски долари, инвестиција на Алкарас во делот на производството на електрична енергија. Во јуни ставаме на Алкарас точно, тоа се половина милијарда американски долари инвестиција, со што конечно ќе имаме поголемо производство на електрична енергија од тоа што го трошиме, што навистина ќе представува за мене голем успех, бидејќи тоа беше една од моите лични цели да произведуваме повеќе отколку што трошиме електрична енергија. Значи ќе извезуваме и голем процент од таа електрична енергија ќе биде во обновливите извори, односно така наречена зелена енергија, што ќе го зголемиме и тоа производство портфолио. Перински вели: нови проекти за подобрување на животот на граѓаните. Ова е уште еден доказ за нашата посветеност на реализација на конкретни решенија кои создаваат одржливи услови и раст и напредок, со цел да се обезбеди подобар живот за граѓаните, истакна министерот Перински. Во рамки на теренските посети, каде што срцето е дома, министерот за локална самоуправа Златко Пирински, заедно со председателот на владата Христијан Мицковски, ја посетија општината Илинден. Во текот на посетата беше означен почетокот на изградбата на 3 важни инфраструктури, проекти кои ќе имаат значајно влијание на развојот на општината. 2 од нив изградба на 2 улици и армирано бетонски плочаст, мост над одведен канал се финансирани со средства од државниот буџет, одобрени од првиот јавен повик на финансиска поддршка на инфраструктурни проекти. Третиот проект, изградба на дел од новопроектираната улица, е проект финансиран од општинскиот буџет. Денеска во рамки на теренските посети, каде што срцето е дома, се наоѓаме во општина Илинден, во населеното место Јака, каде отпочнаа градежните активности на 3 проекти кои представуваат една целина и се суштински за развој на општината и чија реализација значително ќе го подобри секојдневието на жителите во ова ново и брзо растечка населба. Ова е уште еден доказ за нашата посветеност за реализација на конкретни решенија, кои создаваат одржливи услови за раст и напредок, со цел да се обезбеди подобар живот за граѓаните, истакна министерот Перински. Претходно министерот Перински и неговиот заменик Ерџат Селими остварија средба со градоначалникот Александар Георгиевски и членовите на општинскиот совет, на која беа разгледани тековните проекти и предизвици со кои се соочува општината и дискутираа и за придобивките на планираниот закон за локална самоуправа. Министерот одржа средба и со заинтересирани граѓани кои дадоа своји предлози и сугестии во насока за зголемен развој на општината. Премиерот Христијан Мицковски ја истакна посветеноста кон градењето и развој на општините, нагласувајќи ја важноста на создавањето како клучен принцип за политичко делување. Задоволство и чест ми е да бидам денеска во општина Илинден. Ќе продолжиме да градиме и понатаму, бидејќи тоа е суштината на едно политичко функционирање, да се создава, а не да се уништува. Тоа е нашата филозофија и така ќе продолжиме да се однесуваме. Јас повеќе немам што да додадам во делот на техничките карактеристики, бидејќи тоа го истакна министерот и градоначалникот. Само ми останува
да му се заблагодарам на градоначалникот Ѓоргиевски за неговото прилично амбициозно агенда во општина Илиѓен, на советниците и администрацијата на Министерството за локална самоуправа, која го фасилитира и овој втор повика Мицковски. Градоначалникот на општина Илиѓен Александар Ѓоргиевски најави значење инфраструктурни проекти со цел подобрување на сообраќајната поврзаност и животниот стандард на граѓаните. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 26 и недела на 27 април. Австралиска турнеја 2025 година се организира концерт овде во нашиот град Њукастел во сабота на 3 мај во нашиот македонски културен центар со најпопуларните од убава наша Македонија, а тоа се Борче Наумовски министерот, Анета Арсовска, маестро Кирил Стојчевски, Стивен Стојчевски и Гоце Петревски Бананата. Сите сте добро дојдени. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Уште едно соопштение. Се одржува игранка по повод големиот христијански празник Великден, и тоа во недела на 21 април во нашиот македонски културен центар во Њукастел. За повеќе информации околу ова игранка ќе најавиме во наредните радиопрограми. Нешто и за здравјето. 3 најлоши видови појадок кои треба да ги избегнувате. Појадокот би требало да биде вашиот најздрав оброк, па би требало да смислите јадења кои ќе ви пружи доволно хранливи материи, витамини, минерали кои ќе го покренат вашето тело и ќе ви дадат енергија. Овошни напитоци. Иако може да ви се чини дека овошното смути и јогуртот се идеален оброк за почеток на денот, вистина е многу различна. Соковите, јогуртот и смути напитоците најчесто содржат огромна доза на шеќер и адитиви. Точно е дека ќе ве освежат и ќе ви дадат моментална енергија, но таа брзо ќе исчезне. Наместо јогурт и смути, советуваме да одберете сирово овошје, кое може да се јаде заедно со житарици. Ово е одличен избор за јадење и за лицата кои се на диетарски режим на исхрана, зашто ќе му дадете на својот организам билни влакна. Пециво. Пецивото обично е избор за доручек и колку и да не се чини како едноставно решение, кој ќе ни заштити на почеток на деновите, имајте предвид дека не е најздраво. Поголемиот дел од пекарските производи содржат огромна количина адитиви, сол и шеќер. Освен тоа, тие се многу сиромашни со нутритивни вредности кои се важни за нормално функционирање на организмот. Ако сакате пecivo, тогаш најдобро е да ги одберете оние кои се направени од целосно житарици. Жидарски доручек, мрсната, тешка и калорична храна никако не е на списокот на најздрави појадоци, туку советуваме што е можно побрзо да ги сфрлите јајцата со сланина, бел леп или салама со сендвич. Što ti